Председателката Гордана Силјановска-Давкова оствари средба со амбасадорот Килијан Вал, шеф на мисијата на ОПСЕ во Скопје. Амбасадорот ги презентираше приоритетите на ОПСЕ за 2025 година, фокусирајќи се на владењето на правото, човековите права, социјалната кохезија, доброто управување, младинските политики и родовата еднаквост. Силјановска-Давкова го информираше Вал за новоформираните тела во рамки на нејзиниот кабинет, потенцирајќи ја важноста на компетентноста, стручноста и правичната застапеност при изборот на членови. Двајцата соговорници се согласија дека измените на изборниот законник треба што поскоро да бидат ставени на дневен ред во собранието. Во рамки на средбата беа разменети ставови за моделот и форматот на одбележување на 8 март, денот на жената. Беше истакната и можноста за натамошна соработка во веќе воспоставени области, како и во нови иницијативи. На крајот од состанокот, председателката и амбасадорот ја изразија својата подготвеност за заеднички активности во иднина со цел подобрување на демократијата и општествените процеси во земјата. Уставниот суд на Македонија ќе одржи седница на која ќе се разгледуваат измените на кривичниот законник донесени во 2023 година. Овие измени предизвикаа значајни реакции во јавноста, особено поради намалувањето на казните за злоупотреба на службената положба и овластувања, како и за злосторничко здружување. Дополнително, со измените се предвидува декриминализација на кривичните дела поврзани со јавните набавки на штета на државата. Председателот на Демократскиот сојуз, Павле Трајанов, поднесе иницијатива до Уставниот суд за преиспитување на уставноста на овие измени, истакнувајќи дека тие можат да доведат до застарување на предмети во кои се обвинети околу 200 лица за злоупотреби. Уставниот суд потврди дека постапката е во тек и дека до овој момент нема донесено конечна одлука. Судот ги демантираше тврдењата дека иницијативата била отфрлена, нагласувајќи дека предметот се уште се разгледува. Очекувањата се дека Уставниот суд ќе донесе одлука која ќе има значајно влијание врз правосудниот систем и борбата против корупцијата во земјата. Силен земјотрес со јачина од 4,8 степени според Рихтеровата скала ја погоди Централна Далмација, предизвикувајќи оштетувања на верски објекти. На островот Пак, камбанаријата во градот Пак се поместила поради потресот, што доведе до оградување на просторот околу неа заради безбедност. Денеска се очекува детален увид на состојбата на камбанаријата. Еден ден предходно, на 10 февруари 2025 година, на истиот остров беше регистриран земјотрес со јачина од 3 степени според Рихтеровата скала, со епицентар на 4 километри југоисточно од градот Пак. За овој потрес нема информации за материјална штета или повредени лица. Земјотресите во регионот предизвикаа загриженост кај локалното население, особено поради оштетувањата на културно-историските објекти како што е камбанаријата на островот Пак. Европската унија и Канада денеска ќе одржат разговори за продлабочување на своите трговски односи, што представува дел од пошироката стратегија на Брисел за диверзификација на трговијата од САД. Оваа иницијатива доаѓа по воведувањето на царини од 25% за увоз на челик и алуминиум од страна на Вашингтон, што предизвика загриженост кај традиционалните сојузници на САД. Канадскиот премиер Џастин Трудо ќе се сретне со високи представници на ЕУ во Брисел, при што се очекува да се разговара за зајакнување на економската соработка и намалување на зависноста од американскиот пазар. Трудо изјави дека Канада ќе соработува со меѓународните партнери и пријатели за да одговори на трговските предизвици, ветувајќи цврст и јасен одговор доколку е потребно. Европската унија веќе има договор за слободна трговија со Канада, познат како сеопфатен економски и трговски договор, кој е заслужен за зголемување на билатералната трговија со стоки за 60% од 2017 година. Сепак, договорот допрва треба да биде ратификуван од неколку европски земји, вклучувајќи ги Франција, Италија и Полска. Овие разговори се дел од пошироките напори на Европската унија да ги прошири своите трговски хоризонти и да ги намали потенцијалните ризици од прекумерна зависност од еден трговски партнер, особено во светло на неодамнешните трговски тензии со САД. Велика Британија има амбиција да ја преземе водечката улога во НАТО во Европа, со цел да го зајакне својот одбранбен капацитет и да ја зголеми поддршката за Украина. Оваа иницијатива доаѓа во време кога алијансата се соочува со зголемени безбедносни предизвици на европскиот континент. Британскиот министер за одбрана Бен Волас истакна дека Лондон е подготвен да ја преземе оваа одговорност, нагласувајќи ја важноста на колективната безбедност и потребата од засилена соработка меѓу сојузниците. Тој додаде дека Велика Британија ќе продолжи да инвестира во своите одбранбени способности и да ја поддржува Украина во нејзините напори за зачувување на суверенитетот и територијалниот интегритет. Оваа иницијатива е дел од пошироките напори на Велика Британија да ја зајакне својата улога во европската безбедност по излегувањето од Европската унија. Преземањето на водечката позиција во НАТО во Европа би представувало значаен чекор во оваа насока, демонстрирајќи ја посветеноста на Лондон кон одбраната на европските сојузници и одржувањето на стабилноста во регионот.
Сепак, оваа амбиција наидува на различни реакции меѓу сојузниците, при што некои ја поздравуваат иницијативата, додека други изразуваат загриженост за потенцијалните импликации врз рамнотежата на моќта во алијансата. Во наредниот период се очекуваат дополнителни консултации и дискусии меѓу членките на НАТО за ова прашање.